.mk. Денес влегуваме во светот каде што прецизноста е клучна и каде што концентрацијата е на максимум, а секој потек носи нова доза на адреналин. Тоа најдобро ќе ни го каже Владимир Ѓоргиевски, човек кој живее за билјардот. Како си, Владимир? Добро, фала на прашање, супер. Како сте вие? Што одвои, добри сме ние, што одвои време за нас. Кажи ми како започна твојата приказна со билјардот? Мојата приказна со билјардот започна што раното детство во еден клуб во моето блиско соседство, кај што таму беа моите први почетоци, фасцинацијата од тие топчиња што се движа по зелениот тепих, што викаме ние билјардистите. Љубовта кон билјардот ми предизвика концентрацијата што мора да ја поседуваш за да го играш тој спорт, жарот, духот на борбата на масата. Дали се сеќаваш на твојата прва билјард партија? Се сеќавам. Тоа беше, па да не претерам, можда 2000-та година негде. 2000-та година. Бевме уште мали, незрели. И така ги гледавме по старите, по возрастните тогаш од нас, кај што прикажува својата игра, своето знаење и нас малце така ни даваја да пробаме и ние. Да, пробаме и ние. Сега веќе се занимаваш со билјардот и професионално. Раскажи ни малку и за тоа. Може да се каже професионално, пошто ја представувам државата на европските и на светските првенства. Не живеам од билјардот, пошто се уште приматот на професионалец кај нас, па и во секој спорт подразбира да живееш од тоа, ама кај нас се уште немаме такви награди, такви парични средства што би ги освоиле на некој опен турнир или на некое европско првенство, што можеш да си дозволиш да живееш од тоа. Така, ти одиш и на доста надпревари, така? Па настапувам на сите државни првенства што се организираат од страна на нашата билјард федерација во Б дивизија. Лигите се поделени на две лиги, А дивизија, најдобрите 16 играчи од Македонија и Б дивизија, останатите. Јас се уште настапувам во Б дивизија. И настапувам и на меѓународни балкански турнири. Со тоа ти останал во најголемо сеќавање? Во најголемо сеќавање ми има останато на преваро за ланска година, што беше Европското првенство во Словенија во подчетвртек, за влез во полуфинале, каде што партија која што се играше на 5 добијани, јас губев 4-2 и успеав да го свртам над преварот 5-4 во моја корис и така да се пласирам во историското за мене, но и за Македонија полуфинале. Сега скоро беше во Естонија. Да, бев во Естонија. Како помина таму? Тоа ми беше второто европско првенство на кое што учествував. Поминав прекрасно. Го повторив ланскиот успех, освоив повторно бронза. Ти честитам. Ви благодарам. Иако можев многу повеќе, ама тремата си го направи своето. Така. Како изгледа еден твој ден? Пример, како го поминуваш времето? Времето го поминувам така што наутро секогаш идам овдека во билјард табана, каде што секое утро имам тренинзи, сопствени тренинзи, но и вршам и тренинзи на јуниори и на сениори. Сум лиценциран национален тренер. Едноставно денот ми поминува и ми почнува и ми завршува со билјардот. Значи тоа ми е љубов голема. Ден тренираш? Не,
Не баш цел ден, ама дневно 2 до 3 часа, да. Останатото време го посветувам на своите ученици. Така да секој дневието ми е поврзано со билјардот. За некои професионални збори да ни кажеш кој удар ти е најдобар, најомилен? Што најлесно ти оди во билјардот? Најомилен удар ми е топ спин. Значи, Што значи тоа? тоа оди кога ја удирате целната топка, кога удирате на белата топка, на врвот од белата топка, белата топка после контактот на целната топка продолжува напред. Тоа ми е најомилен удар. Дали завршува играта кога ќе се внеси црната топка? Зависи, значи во билјардот со кој се занимавам јас постојат 6 дисциплини. Значи имате straight pool 14 плюс 1. Таа дисциплина се игра со 14 топки од 15 што се клава во триаголникот и една топка на страна. Таа игра на поени. После имате one pocket или една дупка, кај што избирате една дупка од сите 6 кои што постојат на билјард масата и секоја топка треба да ја внесите во дупката што се одбрале, докога внесите во друга дупка го губите редот. Така, значи многу битна стратегијата да, потоа постои бенк шут или тоа е да играш од спунтови преку 1, 2, 3 спунта да ги внесуваш топките. Имате исто и дисциплина деветка, кај што се игра со 9 топки. Топките се внесуваат редоследно од 1 до 9, последна топка е деветката. Имате дисциплина десетка, каде што исто редоследно се втеруваат. Таа е со најава, мора да најавиш која топка каде сакаш да ја внесиш од 1 до 10 и најпознатата дисциплина која што сите ја знаат, тоа е осумка која што се игра со сите 15 топки, полни и шарени и последна е црната. Најлесна да, се игра. Да, најлесна, да. Најверојатно имаш некој притисок кога одиш на надпревар. Како се справуваш со тој притисок? Последно време, порано, не знаев многу баш вешто да се справам со притисок, во последно време слушам музика. Тоа те опушта. Да, слушам музика за да не разбивам трема, го разбивам тој притисок, но сепак во клучен меч кога ќе дојдеш на маса, притисокот постои. Така и тоа е добро да го има тоа. Да, па Трема. знаете како, ако немате трема, тоа се смета за безчувствителност. Значи нештото ти значи за тоа. Така е, да. За крај би сакала да те прашам што имаш да им кажеш на младите кои што сакаат да се занимаваат со некој совет, да им дадеш нешто. На младите сакам да им кажам дека доколку одлучат да се занимаваат со овој спорт, треба да знаат дека дисциплината, посветеноста, борбеноста се клучни за овој спорт. Без таа посветеност, фокусот исто, да не го заборавам. Фокусот е најбитна работа, да се фокусираш. Знаете како, младите категории, што овој билјард е препорачан за нив, за од мали нозе, да можат да се фокусираат на нештата. Значи, билјардот им дава дополнително за утре други ден, небитно тоа дете што би завршило или што би сакало да биде, многу полесно ќе се фокусира на одредени работи со билјардот. Билјардот може да го сметате како алатка за посветеност, дисциплина и сигурност. Не за џабе кралските дворци низ целиот свет имале обавезно имале билјард маса во своите дворци. Владимир, дали имаш нешто да ни кажеш што не те прашав до сега? Па би сакал само да се заблагодарам на Билјард Федерацијата и на нејзините челници кои што ми овозможуваат да земам учество на европските и на светските првенства. Без нивна поддршка не би го
постигнато. Исто така би сакал да се заблагодарам на сите билијард играчи од Македонија кои што ме поддржуваат максимално во сето тоа што го правам, за доброто за билијардот во Македонија, за поголема, како да речам, застапеност на билијардот, како и медиумска, така и повеќе јуниори да имаме, повеќе деца да имаме што би сакале да го продолжат овој спорт. И најмногу би сакал да се заблагодарам на моите огромни поддржувачи, моите прилепчани билјардисти, кои што стварно тие ми се ветар во грб. Неизмерно сум им благодарен што одвојуваат и своји средства за да ме поддржат, и емоции, и секаде каде што настапувам ми се најголемата поддршка. И нормално мојата, да речем, девојка, сопруга, што без незе можам да кажам дека ништо од ова не би било така како што е сега. Одлично, било ми е што е така. Благодарам. Владимир, ти ми покажа дека зад секој удар се крие голема филозофија и дека билијардот не е само друштвена игра за рукавички. Ти благодариме уште еднаш. Ви благодарам на вас. Многу успеси и да имаме уште едно интервју, дај Боже, со уште поголем успех. Ви благодарам. Да сте живи и здрави. Тоа беше Владимир, нашиот филмчар.